Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денешното издание го посветуваме на започнувањето на проектот Студентите на UKLO танцуваат, односно школата за танц која Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја организира заедно со Универзитетското студентско собрание на UKLO, а во соработка со танцовиот спортски клуб Step Up од Битола. Првиот час се одржа минатата недела, па тогаш имавме можност да разговараме со дел од организаторите и учесниците на ова школа за танц. Останете заедно со нас на 90,8 да ги проследите и секако да уживате во музичкиот избор што ќе ви го понудиме.
Како што кажавме во најавата, денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола го посветуваме на одржаниот прв час од школата за танц, организирана од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на УКЛО во соработка со танцовиот спортски клуб Step Up од Битола. Ваква школа за прв пат се организира на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и е извонредна можност студентите да научат да танцуваат, но истовремено да се релаксираат, да се дружат, да запознаат нови пријатели. Пред да ги слушнете разговорите што ги снимавме со организаторите и со учесниците на оваа школа, да кажеме дека часовите ги држат лиценцирани тренери од клубот Step Up, а се одржуваат и ќе се одржуваат во просториите на Кредо центарот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на Правниот факултет во Битола. И тоа секој вторник и петок од 18 часот. А сега во продолжение и разговорите што ги водевме при одржувањето на првиот час на школата за танц на УКЛО. Наша прва соговорничка беше проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Проректорка, еве започнува долго најавуваната школа за танц за студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во соработка со танцовиот клуб Step Up исто така од Битола. Нешто што како новина за прв пат се воведува на универзитетот. Така, радосни сме што еве денес започнува тој долго најавуван проект студентите на УКЛО танцуваат со ТСК Step Up, танцов спортски клуб Step Up. Радосна сум бидејќи внесуваме една нова димензија во нивното студентско живење, ќе се дружат, социјално ќе се интегрираат, ќе се запознаваат низ музика и низ танц, што верувам дека дополнително ќе влијае и на нивната психофизичка способност за полесно да ги совладуваат тешкотиите при подготовката на испитите. И да, задоволни сме што еве стартува овој проект од вкупно 22 или 3 студенти, денес се присутни во овој момент 15. 5 момчиња морам да истакнам, што е необично за овој спорт во наши услови. За жал, меѓутоа, еве во тоа студентите на УКЛО ќе предничат, ќе покажат дека и момчињата знаат да танцуваат и сакаат да танцуваат. Како проект нов на Универзитетот Свети Климент Охридски, можеме да кажеме дека на почеток и малку со страв се пристапи кон него. Дали студентите ќе го прифатат? Велат секој почеток е можеби тежок, но важно е да се направи првиот чекор. Мислам дека ќе има голем интерес, бидејќи и не се доволно информирани еве како ќе почнат тренизите, така и друга група на студенти ќе бидат запознати со ова што се случува, со можноста да танцуваат и да спортуваат на УКЛО, така што верувам дека овој проект ќе се прошири, ќе добие една многу поголема димензија. Еве уште едно момче пристигнува. Така што искрено им посакувам да уживаат во овие моменти. Еве да кажеме, постојано кажуваме, сега доаѓаат едни, тука се другите, значи да кажеме дека разговорот го снимаме на денот кога започнува да се реализира овој проект, значи студентите танцуваат, часовите ќе се одржуваат тука на Правниот факултет, една просторија се приспособи токму за оваа намена. Така, да, па после долго размислување и подготовки одлучивме овде на Правниот факултет во просторијата на Кредо центарот да се подготви за оваа намена, се додека во студентскиот информативен центар не се уреди уште една просторија која што ќе ја користат за овие спортски активности студентите. Кога на почеток разговаравме за овој проект, значи пред еден месец од прилика, ваша замисла беше идеја, што веројатно ќе се оствари по завршувањето на овој курс, да се направи еден пригоден настан, на кој што ќе се види како студентите и што научиле да танцуваат. Така, еве и председателката на танцов спортски клуб Step Up е со нас, тоа е господјата Вера Сретенова Симјановска. Заедно разговаравме и ги планиравме активностите и сметам дека треба и заслужуваат студентите и пошироката јавност, можеби да се вклучат и средношколците. Ова организацијата, после подготовката и тренинзите, ова организација да заврши со една повидлива манифестација, студентите танцуваат.
тоа веројатно ќе биде и поттики останатите подосна да се приклучат и затоа што ова нема да застане само тука, се надевам. Сигурна сум дека и во текот на реализирањето на тренинзите и после таа манифестација ќе продолжиме со активностите и интересот ќе се зголеми, иако е и засега доволно нели голем. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам. Сега би сакала и со вас. Веќе кажавме во разговорот со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, дека за прв пат универзитетот започнува една ваква активност. Проект студентите танцуваат во соработка со клубот од кај што вие доаѓате, Step Up, веќе добро познат на битолчани. Да, така е точно. Проректорката веќе го најави овој проект, кој за прв пат се случува точно така на овој универзитет за поздравување до управата, нели, до ректоратот. Многу добар чин, студентите малце да се анимираат, да спортуваат, да танцуваат, да се забавуваат, да се социализираат и да практикуваат нешто што навистина на овие простори можеби нема толку голема традиција, меѓутоа се надеваме дека ќе се развива. А добро, тука сме ние да ги започнеме традициите, не? Точно така. Спортскиот танц постои во Македонија, воопшто и на Балканот многу одамна, меѓутоа последниот период некако интересот беше намален, особено помеѓу младите. Се надеваме дека сега ќе поттикнеме развој на спортскиот танц. Добро, пред да започнеме да го снимаме разговорот, се подсетивме кога ние бевме средношколци тогаш, дека и во тоа време се организираа вакви часови за танц. Обично тоа се правеше пред одржувањето на матурските вечери, но не знам дали ја има се уште таа традиција меѓу средношколците, но добро е што еве студентите можеби како подготовка за апсолвентските вечери може да го направат. Секако студентите може да се вклучат нели во овие проекти и да работат нешто со цел да ги збогатат тие апсолвентски вечери. Меѓутоа еве од оваа година, фактички од пред неколку години ние веќе се вративме во таа некоја навика која е на европско ниво повеќе од 20 години и оваа година веќе сме во развој на тој проект Матурска парада, така да годинава ќе има и за матурантите еден убав настан. Ќе биде на 19 мај, во соработка сме со КИДС офицерски и ги анимираме еве средношколците, особено матурантите, нели, да се вклучат во тој проект, така да почнуваме со работа и со матурантите, се надеваме дека ќе има добар одзив и интерес. Ајде да им кажеме или да ги оние што не се информираме нешто повеќе за Step Up. Танцовиот спортски клуб Step Up постои веќе 9 години, се занимава со изучување на латиноамерикански стандардни спортски танци и последните неколку години веќе влегуваат во регулативите и модерните спортски танци. Најголем број од децата ни се, да речем, до 18 годишна возраст, кои се активни надпреварувачи, лиценцирани, член сме на Танцовата спортска федерација на Македонија и на Светската танцова спортска федерација. Работиме со танцови двојки, значи парови, момче и девојче, и работиме со соло формации, со соло надпреварувачи и со латино формации, значи тоа се група на девојки, одреден број, кои танцуваат на одредени латино микс музики така. Учествуваат на различен и на голем број надпревари? Да, учествуваме на многу надпревари, како на домашно ниво, така и на меѓународно ниво. Пандемијата малце не ги ограничи можностите неколку години, нели бевме сите како и сите спортски клубови ограничени со одредени протоколи и организација на надпревари, меѓутоа веќе од минатата година се вративме во тој надпреварувачки, да речам, систем. Како да кажам, би звучело нескромно, меѓутоа минатата година учествувавме на 15 надпревари, од кои неколку на домашно, да речем на домашни надпревари, а другите беа сите во странство и навистина постигнавме многу високи резултати. Момчињата се подобри или девојките? Момчињата се поретки, а иначе еднакво се добри, да.
Да. А кога се организираат тие надпревари, сме имале можност во изминатите години пред пандемијата, нели, да бидеме сведоци на такви надпревари организирани тука во Битола, или односно одржувани тука во Битола. Интерес голем кај битолчани да проследат, да видат, затоа што сепак е интересно и убаво е сето тоа да се гледа. Да, во Битола одржуваме редовно ние секоја година бодовни надпревари во системот на надпревари на Танцовата федерација на Македонија. Има уште еден спортски клуб во Битола кој се занимава со латино, зумба, така некои други танци, не оние кои ние ги практикуваме, меѓутоа и тие се исто членка на федерацијата и баш пред неколку седмици има организирано надпревар во Битола. Нашиот надпревар е најавен да се реализира во септември, така да еве од сега ве покануваме да го проследите. Добро, сега да се вратиме на ова што тука ќе го работите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Студентите ќе учат да танцуваат и потоа оно што го стекнале како знаење тука на некоја пригодна манифестација да имаме можности да го видиме. Во секој случај ќе работат со обучени тренери. Да, нашите тренери се лиценцирани тренери. Ќе работат со главниот тренер Тони Лозановски и ќе помагаат, ќе асистираат на тренизите девојки кои се лиценцирани и се уште активни надпреварувачки во најголемата наша формација. Проректорката Буневска кажа дека ете и со овој разговор можеби ќе поттикнеме некои од студентите кои што не се пријавиле да можат дополнително да се пријават да учествуваат на овие нова школа, еве денес. Така, зашто да не? Нека дојдат, нека пробаат, нека повелат. Интересно е, забавно е, меѓутоа и доста спортски захтевно. Значи не е така едноставно како што ние како публика го гледаме и мислиме дека да, лесно е и е како во слобна забава, меѓутоа навистина е доста тежок спорт и бара добра физичка подготвеност и кондиција. Студентите го прават првиот чекор, да се надеваме дека тоа ќе биде поттик и за академскиот кадар, па и за административниот кадар на универзитетот и тие да почнат да посетуваат вакви часови. Секако добре дојдени се сите, дури ние и во групата возрастни кои се занимаваат рекреативно, имаме веќе членови од професорскиот кадар. Ви благодарам за разговорот, посакувам успешна работа и на спортскиот танцов клуб Step Up, секако и на студентите на УКЛО, да научат и да бидат горди на оно што го научиле, што го добиле како знање. Да, ви благодарам и јас вам и се надевам дека ќе имат успешна обука во овие 2,5-3 месеци. Think I better dance now.
to have an attitude. You just leave it all up to me. My love will be your fool. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Часовите со студентите ги водат лиценцирани тренери, како што кажавме. Тоа се Тони и Зорица од спортскиот клуб Step Up од Битола, да. Како ви изгледа еве на почеток првиот час? Супер, многу интересно. Имаме и порано работено со студенти. Секогаш е добро да се работи со млади луѓе. Позитивни се, брзо учат, имаат енергија. Супер. Добро, кога им се покажува како треба, онака како што треба, значи правилно, секако и ниме им е полесно. Да, според моје искуство од порано, младите луѓе многу побрзо учат и е баш забавно, интересно и добро хоби да го прават и понатак. Можев да ги гледам првите чекори нивни и ваши. Сите гледаат го вас, практично од вас. Вие сте професорите во случајот денеска. На почеток мора да гледат во нас, мора да има некој показател по кој што ќе се водат. Меѓутоа со повторување, ако се редовни на часовите, веќе ствара мускулна меморија и без проблем ќе успеваат и сами без гледање да ги изведуваат чекорите. Првиот час, ча-ча-ча. Првиот час, ча-ча-ча, понатаму ќе танцуваме и самба, ќе танцуваме салса, ќе научиме и англиски валцер, и виенски валцер, имаме богата програма. Кажете ми за колку време според ваше искуство можат да ги совладат сите чекори да постигнат добри солидни резултати? Зависи кај секој човек е тоа различно. Зависи колку му е на некој интересно да танцува, колку го прави тоа со интерес и љубов и колку повеќе се труди, толку повеќе чекори учи, како и со се друго. Кога се најавуваше школата за танцување, беше кажано дека покрај што ќе научат да танцуваат, тоа ќе придонесе нели за држењето на телото, ќе бидат повеќе среќни, повеќе одморени, растеретени од она што значи обврски по факултетите со учење. Така, секоја физичка активност придонесува кон развој на подобри моторички вештини на телото. Секоја спортска активност не прави едноставно посреќни. Кога тоа ќе го поврземе со ритамот на музиката, добиваме добитна комбинација. Зорица, ќе те прашам не за годините, туку ќе прашам колку време се занимаваш со танцување? Се занимавам од мојата 5,5 годишна возраст и тоа е сега веќе 15 години. Тогаш те учере, но сега еве ти си таа која што ги подучуваш другите, што ги учиш како треба да танцуваат. Колку е лесно, колку е тешко? Лиценцирана си како тренер за танц? Се уште немам лиценца, но веќе од претходната година работам со деца и како тренер можам да кажам дека не е лесно, посебно за од најмала возраст кои што почнуваат сега, но е доста интересно и ме исполнува. Твоја желба беше да започнеш со танц на 5 годишна возраст, беше? Да. Сигурно не се кај што се задржуваш уште во овие води. Си учествувала сигурно и на надпревари кои што се организирале? Да, воопшто не сакам за одлука и сакам да продолжам и понатака. На надпревари, да, на доста надпревари сум учествувала. Последнава година учествував и на првото ВДСФ светски надпревар и каде се пласирав на 3-то место. Продолжуваш и понатаму и со како тренирање на младите и надпревари? Па да, планирам и како тренер и како надпреварувач да продолжам со таа кариера. Тони, ти како започна и кога започна со танцување? Со танцување започнав од 10 годишна возраст, малце покасно од Зорица. Прво бев надпреварувач,
потоа и тренер, сега сум и судија. Се занимавам околу 25 години со танцот. И што е полесно, да се танцува или да се оценуваат танчерите? Се си има своја тежина, не би можел да кажам. Секако е предизвик физичката спрема за танцување, затоа што е стварно тежок спорт, а оценувањето си носи исто така своји предизвици, во голема конкуренција, во изедначени, во надпреварувачи со изедначен квалитет, секако е тешко и да се оцени кој на кое место би бил. Сигурно и ти си бил учесник на надпревари? Да. Кога почнав да се занимавам со танцот, веќе во втората година сум легол во надпреварувачки води. Се надпреварував негде до 2007 година. Сега, колку кај нас танцувањето како спорт го прифаќаат, сакат повеќе тоа рекреативно да им биде танцувањето или посебно само за надпревари? На почеток, пошто работиме главном со мали деца, родителите ги пуштаат децата на почеток како занимација да имаат некоја, меѓутоа има деца кои што стварно влечат, го засекуваат спортот и понатаму прераснуваат во успешни танчери. Рече дека сега си судија на танцовите надпревари. Можеш ли паралелно и како судија да настапуваш на други надпревари како надпреварувач? Не, мора да надпреварувачот да биде пензиониран за да може да добие судиска лиценца. Тоа значи дека сега си во пензија? Како надпреварувач, да. Како надпреварувач, да. Ти да достасува тој дел надпреварувачкиот? Па да, секако. Значи, надпреварите се стварно многу интересни и за око настани. Стварно е уживање да се гледа танцовиот спорт. И да, ми недостасува меѓутоа тоа што е. Разговорот го правиме додека трае паузата од новој прв час, затоа нема да ве задржувам повеќе. Уште едно прашање само за Зорица. Зорица, на сите им е интересно кога гледаат како танцуваат танчерите, меѓутоа освен музиката, освен чекорите, тука и гардеробата, значи костимите кои што ги носите, посебно за девојките, за девојчињата, нешто што сигурно им одзема и можеби време повеќе како да изгледа фустанот или тоалетата. Па да, значи во танцот се вложува многу и време и труд и секојдневно гледаме на интернет нови работи од светски познати танчерки па и танчери и нашите, да речем, фустани и изглед на надпревари ни зависи и од таа инспирација, да речем, и е доста битен елемент кога ќе излеземе на сцена и ќе се представиме во добро светло. Танчерките носат и мали штикли, што се некои може би повисоки. Како се снаоѓате од првен како мала, сигурно ќе беше и потешко тоа или се не памтам многу од мала, но да, голем предизвик е, но е доста интересно бидејќи нормално сите девојчиња сакаат да танцуваат на штикли, да носат штикли и кога некој ќе ме праша дали не ти е тешко да танцуваш на штикли, воопшто, бидејќи се преминува во навик. Меѓутоа ќе се сложиш сигурно и со мене дека и танцот кога танцува девојка со штикли изгледа пограциозно, поелегантно во секој случај. Да, дефинитивно е поелегантно, може подобро да се изведат и танцовите елементи, да, чекорите. Добро. Нема да задржувам повеќе, посакувам успешна работа. Се надевам дека за време на ова пауза ќе можем да проговорам со некои од студентите и студентките сега. Да. Благодарам.
pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprende, el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Agua dulce, agua 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 salada. А сега во продолжение на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола проследете ги разговорите што ги водевме со дел од студентите кои беа присутни на првиот час на школата за танц. Никола, председателот на факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет во Битола, а сега и тука присутен на часовите по танц што се организираат тука. Кратко ќе биде затоа што веќе ве повикуваат тренерите за да започнете со работа. Значи, желбата за танцување беше кај тебе од поодамна или само реши да се пријавиш да видиш како ќе биде? Искрено само решив да се пријавам да видам како ќе биде. Немав размислувано долго време за танцување, но секогаш убаво да се научи нешто ново. Гледам повеќе девојчиња од момчиња, меѓутоа бројот верувам дека ќе се зголемува на момчиња. Да, верувам дека ќе се зголемува и сепак не е толку неизедначено. Да. Се повеќе и повеќе машки изразуваат интерес за танцување. Нема да ти одзема повеќе време, повели да чекаат, па подоцна можеби ќе продолжиме.
Со Кристијан Велјановски од Факултетот за биотехнички науки се видовме во текот на денешниот ден, го прашав дали ќе доаѓа на часовите по танц, рече ќе размислам, јутоа можеби ќе дојдам и еве го тука. Здраво Кристијан, како помина првиот час? Па, искрено се мислев дали да дојдам, бев пријавен, но искрено бев доста изненаден, доста пријатно поминавме. Мислев дека така малце не е ли страшно, не е ли малце како студенти, немаме толку физички активности, но помина добро, доста забавно, со доста насмевки и супер. Очекуваме да оди убаво и на другите часови. Студенти и студентки од повеќе единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, со некои можеби се гледаш прв пат? Па, скоро со сите се гледам прв пат, освен со тие од Универзитетско студентско собрание. Партнерка мораше да се има, машко-женско, нели? Прв Да. пат се видовте со партнерката, се запознавте. Ова е одличен начин да се запознаете меѓу себе. Да, точно така, прв пат се видов со партнерката, прв пат се запознавме и играњето беше доста интересно. Секако како за прв пат имаше некоја грешка, беше тоа така беше интересно и затоа има повеќе часови за да се надоградиме и подобро нели да танцуваме. Првиот час, ча-ча-ча, Да, ча-ча-ча. ќе биде добар и другиот секако. Точно така, ча-ча-ча. Ти благодарам за разговор. Благодарам и сте вас. Се представите на почеток? Здраво, јас сум Ивана Начевска Од кој факултет? од Педагошки факултет. Стефана Ненгоровска од Педагошки факултет. Да. Кажете ми, се пријавивте за часовите по танц, претходно имавте некакво искуство со ова? Па немавме искуство, ова ни е прв пат што доаѓаме овдека. Како сте задоволни од првиот час сега? Па супер беше, мислам дека многу убаво Се беше, да, се дружевне, лесни чекори, тамане. За кого како чекорите, за некого? Да. Меѓутоа со вежбање, нели се може да се постигне? Да. Сигурно ова нема да биде прв час како учите ча-ча-ча. Да. Уште многу ке ги има. Добро, што ќе порачате на вашите колеги кои што еве денеска не дојдоа, може би не слушна? Па јас мислам дека е убаво да дојдат овдека, стварно ќе се научи нешто интересно, ќе се дружиме. Да, и за разлика од другото време во денот, гледав дека сите имавте насмевка на лицето, сите бевте весели, задоволни се надевам. Да, многу. Прекрасно беше, чувствуваме прекрасно мака да си активен во вакво нешто. Ви благодарам за разговорот и успешни часови. Фала многу. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van después de contrabando. Y donde van no cabe un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy. Ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy. Ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy. Qué cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari afrogitano. Y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy. Ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy. Ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy. Ese ve tú de ese vi uno va más había de boogie and de widdy dippy.
Димитар Атанасовски. Од кој факултет? Педагошки. Стефан Ираловска, исто од педагошки факултет. Христина Србиновска од правен факултет. Атанас Спасовски од Високата медицинска школа. Добро, од различни факултети денеска тука собрани сите на часовите по танц, па еве сите ги прашав, ќе ве прашам и вас, како се чувствувате по завршувањето на часот? Многу добро, многу ми е мило што има вакви часови, бидејќи мислам дека сите студенти треба културно се разознаваат. Супер, одлично беше. Чекаме понатаму да видиме што ќе биде. Супер, беше многу ми беше мило што дојдов и би препорачувал уште поќе луѓе да дојдат. Момчињата беа во помал број, но не бевте многу удалеку мачки и женски, од прилика два разлика. Да. Немаше некаков проблем. Таму каде што имаше разлика, девојчињата нели да се пополнија, така што немаше проблем, да. Решивте да се пријавите. Првиот чекор да го направите практично со пополнување на пријавата дека сакате да бидете учесници на овие танцови часови и се двоумевте како се пријавивте, имавте желба од порано или како? Не, воопшто не се двоумев, бидејќи често сакам нешто ново да почнувам и затоа не беше двоумен кога видов на Facebook и да. Вие? Немаше никакво двумење, зошто да не се проба нешто ново. Не се двоуме воопшто и постојано сум сакала да танцувам и ова беше многу убаво. Исполнување, да, точно. Велат танцот ја подобрува физичката кондиција, но исто така ја враќа на сметката на лицето. Гледам и претходно кажав, сите насмеани, весели, веројатно заради музиката, танцувањето, но и новите пријателства кога што можете да ги склопите. Точно така. Студентот од правниот факултет да ни каже од високата се извинува. Имаше и други студенти од високата медицинска школа. Да, имаше двајца студенти. Студент и студентка. Многу до правни причини дојде денес. Значи ќе ги има на следниот час. Да. На следниот час. За кога е закажан? За вторник и четврток во 6 часот. Во 16 часот. Това е покани за сите оние кои што не слушнале, можеби, а веќе слушнат преку оваа емисија, да дојдат на правниот факултет на вториот спрат, да дојдат и да танцуваат. Секако, да. За тебе како беше првиот час? Феноменално. Да? Да. Многу сум задоволен и верувам дека многу може да се научи до ова. Со партнерката се знаете претходно? Не, сега се запознате? Ќе треба добро да се запознаете, затоа што и следите часови заедно ќе танцувате, да. Благодарам за разговорот и успешни часови понатаму. Се надевам ќе ве гледаме на она завршна манифестација на крајот да видиме како ќе танцувате. Кристијан, пред некој време разговаравме, беше тогаш презентер за Европас CV-то, а еве сега и ти во својство на ученик на танци. Како беше првиот час? Интересно, многу интересно. Ме потсеќа на приказните кои сме ги слушали родителите за тие игранки во Југославија, тие собири на млади луѓе, журеви и слично. Нешто што сега го нема, за жал, толку многу присутно кај младите, или го имаме во поинаква форма? Во поинаква форма, дефинитивно е една интересна можност да го искусиме и ние тоа играње што го имале нашите родители порано. Добро, ова што денеска тука можев да го гледам, многу ме потсети на оној филм со Ричард Гир и Дженифер Лопес, сега насловот на филмот не го знам, меѓутоа интересно беше кога тие ги правеа првите чекори, а гледав дека и вам ви беше интересно, можеби малку отпрвен со трема, но тремата се надминуваше, страмот го немаше, па и ако се сгрешиш, што тука сме да научиме. Така да, и јас баш наистина филм помислив. Let's Dance со Ричард Гир, да, истото го помислив. Многу интересно, се надам дека уште повеќе студенти ќе се мотивираат да идат на овие часови. Да, понатаму ќе има и самба, и румба, и танго, и валс. Да, многу танцови, многу интересно. Ти благодарам за разговорот и вака нека продолжи во позитивна атмосфера се да. Душан, како председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО, овие часови ги организирате вие, Универзитетското студентско собрание, заедно со универзитетот. Убаво искуство велат сите со кои што еве денеска разговарав, како идеја на Универзитетското студентско собрание се изгледа добро прифатена. Па да, идејата е добро прифатена. Мислам дека добро може за студентите да дојдат малку да се релаксираат од многуте стресни часови и полуфилми, тоа прво што доаѓа, да испуштат дивната енергија во танцот, тоа е музиката на телото на некој начин и да се релаксираат, за после подобро да можат да учат, да се фокусираат, да не е едноставно таа анксиозност да е во воздухот да ја истанцуваат.
Да, музиката ви се погоди денеска, ча-ча-ча, учевте како се танцува, првите чекори ги направивте, сега следниот час малку повторување и учење нешто ново. Па да, следниот час ги повторувам првите чекори и почнуваме со вторите, само напред. Така, што ќе им поречеш на колегите од универзитетот, на студентите? Па да... Што не се пријавија или што не слушнале дека ќе има вакви часови? Така, да ја искористат ова можност дур можат. Би порачал, бидејќи ова е еднаш во животот можност и сега ако не искористиме дур сме млади, дур сме студенти, па нагледаме с кога година би имале време да ја одиме на вакви часови. Да, добро, ти благодарам за разговорот. На крај да подсетиме уште еднаш дека часовите ќе се одржуваат во просторите на Кредо центарот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на Правниот факултет во Битола, секој вторник и петок од 18 часот. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Enrique Iglesias. Gente de zona. Desame. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo.
filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor. Укло FM Битола, март 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола.